Денес би сакал да кажам и некои занимливости. Поточно, имав повеќе подготвено, но за да не одземеме повеќе време, ќе одложам некои што ќе ги кажам следната сабота. Повеќето ќе ги кажам следната сабота, ако даде Господ живот и здравие. Но денес мора да кажам една барем. Јас дури годинава сватив прв пат дека, како да ги наречам јас, ајде да ги наречам со еден научен израз, човеколиките мајмуни. Тие самите се идентификуваат со тој род, така. И низ школските учебници, и низ официјалното образование, го прогласиле месецот јуни, го имаа прогласено за како што да, но јас ќе го наречам Содомски месец. Сега, тоа веќе неколку години поназад, па јас си ги поврзав работите, затоа и пред 4 години кога учествувавме на антисодомскиот протест, и јас и брат Борче. И сега беше завчера протестот, иеко само на платото во дворот на Соборниот храм, па дури почна да ми се извинува отец Ивица, кој го прашав, нема да шетаме, да протестираме надвор. Па не, нека се така мирно да биде. Значи се гледа доза на коркачлук во синодот, но секоја честитка за кренатиот глас, за желбата да се спротивстави. Дури еден од владиците предложи да бидат исклучени од црква сите пратеници кои што ќе гласаат за законот, што многу ми се допадна. Но дали знаете што се случило на почетокот на сега веќе минатиот месец јуни? Каде друго? На кое друго место, ако не во Содомските американски држави? Како што, благодарение на нивниот поранешен председател Обама, јас така ги нарекувам од тогаш кога тој ја прогласи Содомијата како официјална во таа земја. На 2 јуни, значи тоа, да ве подсетам, беше петокот, второто предавање на брат Паул Букур, тука, во градот Спенсер, државата Масачусетс. Знаете ли што се случило? Удрил гром во една црква. Таа црква беше еден многу стар протестантски храм, кој што постоел цели 160 години. Значи, од времето на Американската граѓанска војна и председателот Линколн, или јас би рекол од времето кога американците имаа паметни и мудри председатели, за разлика од денешни. И еден толку стар храм, ја не знам кај нас, којто и Света Софија во Охрид го сметат за најстар храм во кај нас. Колку стари верски објекти имаме кај нас тука. Може би не многу, затоа што Скопје е нов град, благодарение на земјотресот, претежно нов. Но 160 години стар протестантски храм за само 45 минути се претвори во купишта урнатини. Ако ги видите сликите, тоа беше стравотен пожар. Постои и видео за истиот. Што беше карактеристично за овој храм? Овој храм припаѓал на една заедница, чии што свештеници активно и отворено пропагирале содомски односи помеѓу своите членови. И минатата година, значи во јуни 2022, ова местна црква учествувала
со голема доза на гордост, веројатно, во прославата на месецот за геј гордоста, но на почетокот на јуни, минатиот месец оваа година, Господ им ја ускрати таа гордост со еден гром. Црквата изгоре до темел. Значи, точни се зборовите на апостол Павле. Господ не може да биде поруган. Не може да биде исмеан. Она што луѓето сеат, тоа и ќе го пожнеат. Страшно, но подсетување како завршија Содом и Гомор во древното минато и како ќе заврши и денешната Содомија. Не со вода. Не со вода. Со оган. Што е подобро, со вода или со оган? Содом и Гомор заслужија оган. Апостол Јуда го нарекува вечен оган, тој оган што ги изгоре Содом и Гомор. Ние пак го молиме Господа прво да не се донесе овој закон, колку што е можно, а ако се донесе, тогаш тешко на оваа северна Содомија. Се уште не е тоа називот на оваа земја. Ако го донесат законот, како што го донесува во содомските американски држави, оваа земја ќе ја викам Северна Содомија и неизе ќе и предстои иста судбина како и Содом и Гомор во целиот свет. Страшно нешто, нека Господ не се смилува. Господ беше решен да го поштеди и Содом, ако во него имаше колку? Која беше најмалата, најниската цифра, кога Авраам се ценкаше со Бога? 10 беа, 10? Петорица не беа? Како беше? Ајде се подсетиме, може? Битие 19 глава, така? Или каде беше? Десете? Да речеме 18 глава, да, 19 е огнот, казната, а ценкањето е предходно. Во 29-тиот, не, како почнале? Со 50 почнале? Со 50, мислам, почна лицитацијата. Ова е негативна лицитација. Се почнува од највисока бројка. После 50, 45 е следното, да. Може би ќе има 5 праведници помалку од 50, дали би го истребил целиот град заради 5 мина, бидејќи ако се нашле 50, немаше да го истреби. 10 е последното. Може би случајно ќе има таму само 10. Тој одговори,
нема да го уништам заради 10. Интересно. Но Господ не се коцкал. Колку праведни души имало во Содом? 31-иот. Да. Значи 10 е последното, така? Интересно. И немаше 10. Колку беа? Лот? Да. А и жена му. Значи тука имаме дропка. Немаше ниту 5. Господ можеше да се исценка и со 5. Помалку од 10. Замислете, страшно нешто. Но, ова не значи дека сме безбедни, било каде во светот, затоа што, еве, например, кај нас сигурно има многу повеќе од 10. Како прво не знаеме дали има, колку има, што има, само Господ совршено знае кои сме и какви сме во нашите срца. Но, од друга страна, што знаеме, не значи дека Господ ќе чека да нема ниту 10, за да почнат неговите казни и неговите судови врз овој свет. Денес 1 јули, половина на годината, за мене е еден многу битен јубилеј. Денес влегов во 33-та година од мојата вера. Да. И штом поверував во Светото Писмо, во Христовите зборови од неговиот пророчки говор, веднаш го доживеав и Светиот Дух. И тоа беше моето прво искуство со Светиот Дух. Тоа беше оно што го доживеа римскиот капетан Корнелиј и неговите домашни, членовите на неговото семејство. Сите кои што поверува во зборовите на Петар, Господ не само што не чекал тие да бидат обрежани, туку не чекал ниту да бидат крстени со вода, а веднаш им го даде Светиот Дух. Што порано со еврејските христијани не беше случај. Еврејските христијани, кои што оние што беа мажи, си беа обрежани, се крштаваа со вода во името Христово, и дури потоа требаше да дојдат 2 апостоли и на секој еден крстен верник со полагање на раце да го предаваат Светиот Дух, односно да ги крстат со Светиот Дух. И ова е една многу интересна тема, која што ќе ја проучуваме во текот на тромесечието, посланието до Ефесијаните. Јас во изминативе 32 години не се сеќавам да сме го имале посланието до Ефесијаните за проучување. Мислам дека сме го немале. Може да провериме, баш ме интересира. Но мислам дека ако го имавме барем едно тромесечие, ќе се сеќавав, ќе го запомтев. Ефесијаните е многу убаво послание. Особено темата за Божиот печат. Духот како печат, или ја би го насловил, цела полка би ја насловил печатот на Духот. Тоа е најубавата тема.
За тоа ќе стане збор веднаш и следната сабота во библиската pouка. Не жалостете го духот понатаму во 4 глава, со кој што сте запечатени за денот на избавувањето. Но духот и печатот на духот се споменуваат уште во 1 глава. Случајот со поуката денешна го спомена случајот со екзорцистите. Да, како што рече брат Борче, демонот нив ги третирал како аматери, односно така ги понижил, да речеме. Меѓутоа, дали се сеќавате кои беа тие луѓе по својот статус и што беа? Се вели 4 синови на јудејскиот првосвештеник. Ако си син на свештеник и самиот си свештеник во Стариот Завет, значи си син на Левит, а овие биле синови на првосвештеникот. Значи ова било многу висока позиција во Стариот Израел. И изедоа ќотек. Прочитав еден интересен коментар неодамна од еден србин. Би сакал да ви го споделам во врска со овој настан. Тој напиша во врска со овој случај, значи 4 синови на јудејскиот првосвештеник Скева, тој напиша нешто што ми се допадна. Овој настан покажал, вели, дека благодатта отстапила од Старозаветната црква. Дали конкретно овие јудејски свештеници биле успешни или не во изгонување демони порано, некогаш, не знаеме, не ни се кажува некој историјат. Јас пак имав поинакво толкување на еднаш и држав проповед за тоа, но кога ќе дојде време, ако бидеме живи и здрави, ако сум тука, кога ќе дојде време да се проучува одново тоа, ако се проучува за време поуката, би сакал да одржам уште една посебна проповед за таа тема. Но во Ефес, што друго се случило, се сеќавате? Нешто што веќе го кажа во врска со крштавањето. Во Ефес најде Павле некои ученици, тоа беше 19 глава во Дела на апостолите, кои што ги праша кога се крстивте, што ги праша? Кога се крстивте, го примивте ли Светиот Дух? И тие што одговорија? Ајде да отвориме таму, ја би сакал. Тие одговорија како добри садукеи и како добри јеховини сведоци. А за жал денес им се придружуваат и некои, дали поранешни адвентисти, како да ги наречам, антитринитарци, или по еден традиционален православен израз, духоборци, оние што не го признаваат Светиот Дух како личност. И кога поверувавте, на почетокот, да ја починуваме со 19 глава, на почетокот, додека Аполос беше во Коринт, Павле, откако мина низ горните земји, ова се мисли на Македонија и Тракија, дојде до Ефес. Таму сретна некои ученици и им рече, вториот стих, кога поверувавте, примивте ли Дух Свети? Видите колко е ова важно. Замислите апостол Павле да бил денес тука со нас.
во христијанската традиција, па и на некои икони го сликаат како келав, прокелав човек. Не знаеме на вистина како изгледал. Вела дека бил низок по раст. Не е тоа битно. Како што не е битно какви очи имал Исус, така. Замислите апостол Павле да беше со нас денес и да го поставеше ова прашање. Кога поверувавте, сите вие, сите ние тука, кога поверувавте, го примивте ли Светиот Дух? Пази, не ги прашува кога се крстивте, не го прашува тоа. Сите ние може да кажеме датум. Ако некој ве праша кога се крстивте, сите може да кажат датум. Додуше знам некои верници кои што го заборавиле датумот на своето крштевање. Има и такви. Еднаш пред 10 години бев сведок на една личност која што заборавила и каде била крстена. Заборавила дека беше крстена на реката Треска во Сарај, конкретно. Има и такви. Меѓутоа, ја верувам дека сите вие, како од пушка, би кажале некој датум, кога бевте крстени. Го памтите датумот на своето крштевање, нели? Дали тогаш го примивте Светиот Дух? Дали го примивте Светиот Дух? Воопшто, било кога? Во книгата Патот кон Христа Елена Вајд пишува дека точниот момент кога Светиот Дух го допрел срцето на човекот кој што се препораѓа, се новораѓа, не може да се каже. И јас ова 1. јули така си го прогласив, инако не можам да кажам дали било баш тој датум или може би некогаш, некој ден порано. А тие му одговорија, ние не сме ни слушнале дека има Дух Свети. Страшно нешто. Тогаш тој се допира до нивното крштевање. А тој рече, а како бевте крстени? Сега е чудно. Што сака да каже? Како воопшто бевте крстени, ако не знаете дека постои Свети Дух? Рајна пред да бидеш крстена, знаеше дека постои Свети Дух. Колку е битно да човек биде поткован во верата, поучен за верата, за вистинската вера, пред да се крсти, пред да биде крстен. Како може да бевте крстени воопшто, ако не знаете дека постои Свети Дух? Навистина, како е тоа можно? И мене ми е чудно. Светиот Дух се споменува на 1000 места во Стариот Завет. Постојањето на Светиот Дух не било проблем во древниот Израел. А тие одговорија со Јовановото крштение. Беле крстени само со Јовановото крштение. А какво беше тоа? Само со вода. И што беше тоа? Кога доаѓа еден куп израелци кај Јована да се крстат, што беше тоа? Што добиваа со тоа? Да се подсетиме и за тоа нешто во Евангелијата. Еве да отвориме Матеј. Може и Лука, може и Марко. Но ете Матеј, кој што своето Евангелие го напиша и како најголемо вака по должина.
но и единственото Евангелие кое што било изворно напишано на арамејски јазик и кое што било наменето за еврејска публика. Само за јудеиците, за читатели од старозаветниот Израел. На почеток, 3 глава, 1 стих, Матеј, во тие дни дојде Јован Крстител, кој проповедаше во јудејската пустина и говореше: покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. Зашто ова е навистина оној за кого говореше пророкот Исаија, кој вели: гласот на оној што вика во пустината, пригответе го патот на Господ и исправете ги патеките негови. А Јован носеше облека од камилски влакна и кожен појас околу слабините, и храната му се состоеше од скакулци и див мед. Или некој сметаа дека ова скакулци треба се преведе со рогач. Но не е битно. Скакулците биле чисти за јадење испоред Мојсеевиот закон. Тогаш од Ерусалим и цела Јудеја и од целиот Јордански крај доаѓаа кај него и се крштаваа од него во реката Јордан, исповедајќи ги своите гревови. А штом виде Јован дека кај него доаѓаат мнозина фарисеи и садукеи за да се крстат, им рече: породи змиини, кој ви кажа да бегате од гневот што иде? Ова е едно интересно прашање. Зошто Јован го поставил ова прашање? Ова биле луѓе кои што дошле од лицемерни причини. Гледаат дека цел народ гргнал крај реката Јордан да се крстава од Јована. И сега велат: ако ние не појдеме, ќе знаат дека сме никаквеци. Ајде и ние да појдеме, како политичарите што ќе влезат у црква за Божик, за Великден. Овие истиве, содомјаниве. И кога ќе влезат во црква и ќе ги прикажат на телевизија, жив циркус. Народот ги знае дека се содомјани, а влегле во црква. Катастрофа. Баш мајмуни. Баш мајмуни, баш шатки, баш кјурки, баш зајци и што уште не, како не народот ги идентификувал. И лицемериве побрза кај Јован Крстител, фарисеите, садукеите, угледните, садукеите не се споменуваат до душе, тие беа премногу горди. И Јован ги прашува: кој ви кажа да бегате од гневот што иде? Со други зборови, кај искрените израелци, кај оние што од искрени причини доаѓаа да се крстат кај Јован, нив кој им кажал? Кој им кажал нив? Светиот Дух. Ако не постои Светиот Дух, дали можевте да бидете привлечени кон Христа? Ако не постои Светиот Дух, дали можевте да бидете привлечени кон Христа? Не. Апостол Павле дори им пишува на коринтјаните и вели дека никој не може да го нарече Исуса Господ, освен преку Светиот Дух. Освен со Светиот Дух. Без Светиот Дух ни Исуса не можеш да го признаеш дека си Господ. Зошто Јеховините сведоци не го признаваат Исуса за Господ? Бидејќи и самите тие исто така го немаат Светиот Дух и не веруваат во Светиот Дух. Направете плод достоен за покаяние и немојте да говорите во себе: наш татко е Авраам,
Зашто Бог може, ви велам, и од овие камења да му подигне чеда на Авраам. Секирата веќе лежи до коренот на дрвото, зашто секој дрво што не дава добар плод, се сече и се фрла во оган. И сега доаѓаме до најважните зборови негови. Јас ве крштавам со вода за покаяние. Еве е суштината на Јовановото крштевање. Оние што искрено доаѓале кај него да се крстат, тие доаѓале со товар на вина, со бреме, со грижа на совест, заради своите гревови. Епа сега, нели самиот закон Мојсеев, нели Стариот Завет имал пропишано процедура што треба да се прави кога некој грешник сака да биде оправдан од својот грев. Што требало да направи? Требало да принесе жртва за грев. Требало да отиде во светилиштето, така? Требало да го исповеда својот грев врз главата на жртвата, на тоа невино јагне. И потоа свештениците има цела процедура што да прават со жртвуваното животно, со курбанот, значи. И со крвта негова. Дали овие луѓе го направиле тоа? Дали овие луѓе го правиле тоа? Го правеле, веројатно. Меѓутоа, што чувствувале? Чувствувале дека, оно што го пишува апостол Павле до евреите, крвта јарешка и телешка, што не може да ги брише гревовите. Знаете, тоа е како мнозина католици и мнозина православни верници. Ке отидат, ке се исповедаат, ке свештеникот. И после што? Да, после тоа, истиот живот, истите гревови, може и полоши, поголеми, потоа пак ќе отидеш, ќе се исповедаш, ќе добијат простување, разрешување, како што го викаат. Потоа, пак истото, таков бил и Стариот Израел. На еден Јом Кипур, простување, оправдание, очистување, од следниот ден натаму, што? Повтор истото, стариот живот, нови гревови. На тој круг, магепсан круг, Господ сакал да стави крај. И голема срамота е што христијанството го копира тоа безблагодатно старозаветно живење со повторување на гревовите. Тоа е срамота за нас. Дали се уште живееме во нашите стари гревови? Или Светиот Дух еднаш за секогаш не очистил од нив? Јован сакал да најави нешто ново. Јован го проповедал Месија кој што доаѓа веднаш после него. Се наближи времето. 69 Данилови седмици се исполнија. Сите тие ги знаеа тие пророќства, тие времиња. Народот чувствувал дека доаѓа Месија, а исто така чувствувал дека не е подготвен за неговото доаѓање. Доаѓа царството небесно, вели тука Јован. Доаѓа царството Божјо, а народот чувствувал дека не е подготвен за тоа царство. Народот чувствувал дека крвта на закланите животни не може да ги чисти гревовите. Тоа е само символ кој што го најавувал вистинското очистување, вистинското оправдание, вистинското помирување преку Христовата жртва. Сега тоа
дека Христос треба да пострада и да биде убиен заради нашите гревови, се уште ни на братучет му Јован не му било се уште јасно тоа. Но сепак Јован нешто знаел, дека Месија кој што доаѓа после него е некој што ќе направи коренити промени во Израел и за целиот свет. Јас ве крштавам со вода за покаяние, но оној што иде по мене е посилен од мене, или некој преводи поголем од мене. Јас не сум достоен да му ги понесам ни обувките. Тој ќе ве крсти со што? Со Светиот Дух и со оган. Кога беа крстени апостолите со Светиот Дух, што се случило? Вели пламени јазици. Се гледало тоа. Сакате да бидете така крстени? Сакате да го примите Светиот Дух во полна мера на Христовата благодат? И за тоа поучува апостол Павле во ова послание до Ефесијаните. Црквата треба да расте до една мера, до една висина. Која е таа мера? Висина, полната висина на Христовиот раст, но се мисли духовно, се разбира, не телесно. Полната благодат на Светиот Дух ќе почива кај сите запечатени праведници, кај остатокот од последното време. Сите тие ќе бидат пророци, сите тие ќе бидат исполнати со Светиот Дух. Додека Светиот Дух се повлекува и ќе се повлече од целиот христијански свет, кој што ќе биде жигосан, заедно со останатите. До тогаш, кај оверниот остаток, кај запечатениот остаток, Светиот Дух ќе се сконцентрира во полна мера, бидејќи тој остаток ќе го доживее совршенството на Христовиот карактер. И 12 стих: лопатата е во рацете негови и тој ќе го очисти гумното свое и ќе си го прибере житото во амбар, а плевата ќе ја изгори со оган што не гасне, или со неизгасливиот оган, израз кој што и самиот Исус го употребува во Евангелијата. Христовото крстевање, уште самото негово крстевање на Јордан и крштевањето на секој негов следбеник се разликувало од Јовановото крштевање. Тоа било крштевање не само со вода, туку со Светиот Дух. Тоа е битното. Тоа е новото. Тоа е славното во Христовото Евангелие. Христовото Евангелие не е теорија, не е филозофија, не е наука, не е идеологија. Христовото Евангелие е жива сила, жива личност, која што го препораѓа вашиот живот, која што го исполнува вашиот живот, го посветува вашиот живот. Тоа е силата на Светиот Дух. Или како што им напиша на друго место апостол Павле на Коринтијаните, не со човечка мудрост, не со зборови на човечка мудрост, ви го проповедавме Евангелието Христово, туку со што? Со сила и Дух Божји. И не е тоа само сензационално сватено, само со правење надприродни чуда. Тоа е она што го привлекло Симон Магот, кога видел како апостолите прават големи чуда, силни чуда со силата на Светиот Дух, и како само тие имаат власт, значи оние кои што Господ ги избра и ги ракоположи, само тие имаат власт да го предаваат Светиот Дух, му се виде тоа прилика за голем бизнис. И самиот вложи капитал
му донесе пари, покажа пари на апостол Петар, да го купи тој дар. И апостол Петар го испрати по ѓаволите. Односно, страшно нешто. Тоа е анатема, знаете. Тоа е проклетство, го проколнал. Што си помислил дека дарот Божи се купува со пари. Тоа не може ни Бил Гейтс, ни Ротшилд, ни Рокфелер, како што со сето свое лажно богатство не можат да ја купат безсмртноста, не можат да ги победат неизлечивите болести, тоа само Христос, и не можат да ја победат смртта. Но ѓаволот продолжува да ги лаже, а луѓето сакаат да бидат лажени. Еве, ќе успееме, ќе ја победиме смртта. Еве сега со вештачката интелигенција, еве сега со дигиталната технологија, еве со трансхуманизмот, се надеваат, немаат друг избор. Вистинското решение го отфрлаат, не го сакаат, Христа и неговиот дух не го сакаат, се надеваат на наука, на технологија, но сето тоа е напразно. Сето тоа е напразно. Затоа, браќи и сестри, ако го цениме она што Господ некогаш ни го дал, а и денес се уште ни го дава, бидејќи времето на милоста не е завршено. Господ ни дал нешто што е повредно од парите и богатството на сите ѓаволи во овој свет. Светиот Дух. Печатот на Духот. Тоа е новиот завет. Тоа е Христовата жива вера. Да го цениме тој дар, да се покаеме од нашите гревови. Сите ние кои што никогаш не сме го примиле Светиот Дух и никогаш не сме имале искуство со Него, да го побараме, да се покаеме од нашите гревови, како Јовановите крштеници, и да го побараме она што Христос дошол да го даде, да не крсти со Свети Дух и со оган. Нешто што ни е премногу потребно во ова последно време. Нека му е фала и слава вечно. Амин.